Благодарам, почитуван председателе. Сакам да го искажам задоволството мое, но и на сите пратеници од пратеничката група на Коалицијата Обнова на Македонија, пратениците од Социјалистичката партија, од ВМРО ДПМН, од ГРОМ и партијата на Демократската партија на Србите во Македонија за законот кој што како така би кажал го истуркавме со вонредно свикана седница на Комисијата за земјоделство, да може да помине, за да на оваа пленарна седница разговараме и се надам дека ќе биде усвоен, понатаму објавен во службен весник, пошто ќе може да биде и применлив. Ќе се навратам на 22 декември 2020 година, кога ја поднесовме информацијата за тутунот, за состојбите во тутунопроизводството, затоа што бевме засегнати од проблемите со кои што се соочуваат тутунопроизводителите, грижата и нашата совест и желбата да им помогнеме на најранливата категорија на земјоделци во Македонија, тоа се сигурно тутунопроизводителите, кои што произведуваат една стратегиски мощна битна земјоделско-индустријска култура, која што врзува многу голем број на производители непосредни, меѓутоа земјоделска култура која што врзува и дополнителни гранки во стопанството, кои што на некој начин го сервисираат самото производство. Земјоделска култура која што е битна од најмалку три аспекти, од социјален аспект, заради тоа што имаме голем број на регистрирани индивидуално земјоделски производители на ориенталниот ситно-листен тутун во Македонија, но и членови на нивното семејство, кои што единствената екзистенција за своето живење токму ја наоѓаат во производството на ситно-листеци ориентален тутун, најзначената категорија на граѓани, односно на земјоделци, кои што наназад се соочуваат секогаш со проблемите од карактерот дали има зголемено производство на ориенталниот тутун или пак има несоодветна намалена цена на откупна цена на тутунот. Било како, овие два фактори се детерминирани прво од глобалниот пазар, а второ, би рекол, во оваа ситуација од прилично неодговорното работење на институциите во државата, кои што не постапуваа согласно со законот и дозволија на некој начин монополите, односно откупувачките компании, да ги уценуваат тутунопроизводителите со нереална проценка на квалитетот на тутунот. Нереалната проценка одеше за 2 до 3 класи подоле во проценката, со што и просечната откупна цена беше навистина неприфатлива и многу ниска за ориенталниот тутун. 2,5 месеци беше во процедура оваа информација, одржавме 3 продолженија на Комисијата за земјоделство како матично тело, кое што расправаше токму за овие проблеми. Тоа беше една конструктивна дискусија во која што ние како опозиција во секој поглед ги укажавме на проблемите, меѓутоа во склоп на информацијата имаше и конкретни заклучоци, односно предлози со кои што сакавме прво да им помогнеме на тутунопроизводителите, а во исто време да им помогнеме и на извршната власт, затоа што сметавме дека доколку некои од овие предлози се прифатат, ќе биде добро пред се за тутунопроизводителите. Една од тие мерки кои што ги предлагавме уште во самиот почеток беше продолжување на рокот за откупување на тутун, затоа што бевме убедени дека откупувачките компании нема да се придржуваат на законски дефинираниот рок до крајот на февруари месец, за да ја откупат целата количина на производен ориентален тутун. Сакам да кажам прво
дека вишок на производен тутун нема. Туку постои тутун, производство на ориентален тутун, кој што не беше дел од договорите. Да не се навраќам по кои основи, во кои услови и на кој начин се склучуваат тие договори, секако на штета на тутунопроизводителите, зашто целосна вина сносат откупувачките компании, кои што меѓу другото не го почитуваа ни авторитетот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, заради тоа што има обврска, да го информираат за вкупните количини кои што имаат намера да ги откупат, но и за проблемите кои што се случуваа околу бројот на откупните пунктови, бројот на вагите и така натаму, кои што не беа, се покажа, доволни за да може во законскиот рок да се изврши откупот на тутунот. Ќе напоменам уште една работа. Во старото законско решение, откупот на тутунот беше дефиниран до 15 март. Меѓутоа, со една измена на основниот закон за тутун, тој рок се скрати за 15 дена и се дефинира крајот на февруари месец. Се една неспретна одлука, едно неспретно законско решение во каква ситуација не доведе. Нема да се наврата на тоа дека пред да биде, се извинувам, предложен овој закон од страна на мнозинството, го почитувам тоа што и тие го поднесовме и ние закон. Но од одредени причини тој не беше изгласан на пленарната седница, но се едно да не се навраќаме кој поднел, кога поднел и така натаму, битно е дека законот веќе е на пленум и дека ние можеме да одлучуваме за него, со што најдиректно како пратеници подаваме рака на тутунопроизводителите да може преку законско изменување на рокот, односно продолжување на рокот до крајот на март месец, преостанатите, чинам 2000 тони, бидат откупени од страна на откупувачките компании. Начинот на откуп, динамиката и така натаму, тоа е техничка работа и верувам дека Министерството за земјоделство заедно со инспекторатот ќе најде начин во една забрзана динамика со одредени откупувачки компании сето тоа да биде реализирано. Но сакам уште сега да напоменам, затоа што новата реколта веќе почна. И повторно тутунарите се сутираат со проблеми, затоа што откупувачките компании не потпишуваат договор на количините кои што тутунарите ги предлагаат, туку во овој случај намалени количини на тутун и во споредени со количините кои што беа предмет на откуп од минатата реколта, која што се уште не е завршена и кој што сакаме да ја продолжиме. Затоа ќе треба да се ангажира Министерството, односно Државниот инспекторат за земјоделство, сите овие аномалии на кои што сега во оваа прилика напоменуваме дека се случуваат, а сигурно има реакции од страните тутунопроизводители да постапат по закон и сето ова да биде анулирано. Ние впрочем во нашиот предлог закон го напоменавме и ова дека не смее да се случи доколку некој тутунар од претходната реколта ја обжалил проценката, да не може да склучи договор со откупувачката компанија. Понатаму, во дискусијата на комисијата беше напоменато дека треба да има порамнување на субвенциите и ние тоа го даваме како предлог, а тоа ќе реагираме кога ќе дојде петиот ковид пакет, да Министерството за земјоделство во оние предвидени 6 милиони евра кои што ќе треба да се исплатат како субституција на загубата, која што тутунарите да претрпеа, таа загуба е некаде над 20 милиони евра по основ на депресирана просечна откупна цена, односно изразено строга линија на проценка, бидат искомпензирани и со ковид мерката со дополнителни 5 милиони евра. Но за тоа ќе разговараме кога ќе дојдат ковид мерките и наш амандман, претпоставувам дека ќе биде насочен и во таа насока да тутунарите од субвенцијата предвидена од 60, 70, односно 80 денари, линеарно добијат порамнување на 100 денари по килограм тутун.
Се надевам дека законот денеска ќе биде изгласан и дека во што пократок период ќе биде објавен во службен вестник на Република Македонија, како би излегле во пресрет на очекувањата и на барањата на тутунопроизводителите. Благодарам.